Почитувани, добра вечер. Добредојдовте во уште едно издание на Мојот пат до успехот. Да се биде професор не значи само да се пренесе знаење, секако тоа е клучното. Меѓутоа, исто така значено е да се разгори љубопитноста, да се изгради карактерот, да се извадат на прав пат стотици млади луѓе, стотици деца. Наша денешна гостинка, Тања Алексич, професор по македонски јазик и книжевност во Математичката Раде Јовчевски Корчаги. Истовремено активни во драмските секции како ментор, ако можем така да кажем, на младите луѓе, правејќи мюзикли од хуманитарен аспект. Секако ја познавате и по телевизиските проекти Сексуална азбука и Кажи ако смееш. Јас сум Мишко Јоров. Добре дојдовте во Мојот пат до успехот. Одиме и се наоѓаме со нашата гостинка. Драго ми е прво што сте дел од овој серијал Патот до успехот. Во најавата реков, значи, да се биде наставник не е само да се пренесе знаење. Секако тоа е клучно, меѓутоа значено е да се разбуди таа љубопитност кај децата, да се создаде тој карактер, да се извадат на прав пат едноставно тие млади луѓе. Начинот на кој што ќе се Тешко или лесно е тоа? Начинот на кој што ќе се пренесе знаењето е вештината. Тоа е за да може децата да почувствуваат дека учењето им е радост. Тоа е еден тежок, макотрпен пат, патот до знаењето, патот до стекнување знаење целиот живот. Тоа е патот до успехот, кога ќе целиот живот кога ќе учиш, но секако дека наставникот е многу битен фактор затоа што тој е мотиватор. Или е мотиватор или е демотиватор на децата, на учениците. Алексич, да одиме по полека на кај студија, меѓутоа уште малку да ве потпрашам, ако можам така да кажам. Зашто се изненадивте кога ве побарав за Мојот пат до успехот? Јас можам да набројам мал милион луѓе затоа што енергијата која што ја пренесувате е значена и битна. Затоа што воопшто не се сметам за некој што го поминал својот пат од успехот, еве ова е пат кој ја и ти го одиме, меѓутоа ова е најобичен пат на сека обична просечна жена која едноставно во текот на животот сакала повеќе професии, повеќе занимања, повеќе да ја има, да не се затвори дома, она што велиме ние само семејството, туку да има малку и надвор од семејството, од семејниот круг. И сметам дека во ништо не сум успешна и дека мојот најголем успех е што знам да се радуваме туѓиот успех. Вие во ништо не сте успешни, а имате стотици генерации деца испратено или исправено на прав пат, ако сакате да кажете. Тие се наш заеднички успех. Затоа има ли поголем успех од тоа? Да видите деца. Не коректор на родители, се не знам што е улогата на професорот, освен да пренесе знаење. И да изгради карактер кај детето. Особено што е воспитан, нашиот до факултет е воспитно образовен процес. Значи ние треба ги воспитаме децата да учат со радост. А нашата компонента ни недостасува воспитната, така? Така е. И воспитната е со личен пример. Знаете, не можеме да очекуваме да бараме децата нешто што ние не им го покажуваме како пример, затоа е тешка и таа родителска и учителска работа е света професија. Значи, буквално битна за профилот на идниот човек и неговиот карактер, затоа што ние сите сме поминале во училници повеќе од било каде. Целиот живот учиме. Дали училницата во основно, во средно, понатаму амфитеатрите на факултет или на нашите работни позиции, учиме и од тоа. Омилено дело, која е таа книга без која не може да помине никој? Библија. Добро. Света книга. Таа се препрочитува по не знам колку пати и секогаш сум воодушевена колку многу луѓе тоа знаеле уште кога не постоеле ни наука, ни медицина, ни психијатрија, ни Тесла, ни ништо. Овие наши вежат, како сега некога читаме на пример Рацо Шопов, Коче Рацин, па и од дистанца, Крапен живот. Постојано ги препрочитувам и ме одушевуваат. Децава читаат? Читаат, јас да речеме, децата веќе ме препознаваат со каква љубов им предавам за Горан Стефановски, Венка Доновски, по новата генерација.
Тоа се неверојатни интелектуалци. Во нивните дела има таква една патина, тежина за 100 века однапред. Значи, оно што го пишувал Горан Стефановски на времето, ние сега го живееме. Тоа дупло дно, Тоа тоа диво месо, ние се живееме. Се тоа ние го живееме. Многу автори би било дискриминаторски и себично да наберам само еден е така спонтан излез од мене. Меѓутоа, сметам дека сум неначитана, дека не читам доволно и дека ќе треба да живеам не знам колку години за да можам да дочитам, затоа што најголемата привилегија е слободно време за читање. Јас обично читам кога одам ке моите во Белград, заедно со чичка ми, само ќе ми исфрли нека книга и заедно читаме и препочитуваме, затоа што ја читал можеби 2-3 пати во текот на животот и пак вади од таму мудри мисли. И тоа е една навика која ми ја пренели мене, моите родители, да читам, а во последно време се што ќе прочитам знам и да објавам, да напишам, за да може да инспирирам некој друг читач. Затоа што повеќе имаме писатели отколку читатели. Значи, треба да се стави акцент на читањето книги, токму Зинет, Контрава. Ние некако не сме читачка нација. Не сме и Гутенберговата... За разлика, например... Русија, да речеме. Русите читаат. Не, сега да не се свати и мислам како сака не се свати. Например, не фрапирачки, туку Бугарија е неверојатна читачка нација, каде да отидете и библиотеки, и вестници, тоа е. Ние ништо немаме, човек. Меѓутоа, генерално, Гутенберговата печатница загрозена од информатичката технологија и се помалку ќе се чита. Јас стравам дека книгите веќе ни физички нема да постојат. Тој мирис колку го обожавав, нова книга. Нема ништо побаво да читаш книга во раце, да ја држиш како свет предмет. И книгата има таа мок да те чита дури ја читаш. Ти не си свесен колку таа те прочитал и од неја излегува тоа што си ти. Многу интересно вака како читаш и сам си ја правиш фигурата за личностите. Не стемни да влеземе внатре. И тоа е тестатор. Ајде. Да влеземе внатре, внимавајте само овде ако сте. Ако животот е книга, кој наслов би му го дале кога е во прашање? Тања Алексич. Професорката Тања Алексич. Искрено, кога прв пат ми се јави по телефон, мисле дека ме бараш за некој контакт, да ти дам друг телефон, а не дека сакаш мене да ме поканиш во една ваква емисија, за која што јас секогаш велам мирно ти стојам за се ова што направи, затоа што направи енциклопедиски емисии. Благодарам. И сите сме, мислам, ние сме благодарни што имаме добри документирани емисии, изјави, интервјуа со луѓе кои се навистина успешни, кои навистина може да зборуваат за патот успехот, за разлика од мене која е буквално како сега да ти дошла во емисија секоја обична жена која е во својата професија, ете, срекна што работи работата и некои попатни работи. Не би рекол баш така. Колку генерации имате создадено? За вас... Да одговорам на прашањето, како би се викала книгата која би заличувала на мене, може би ја нарекле ентузијазам или љубов кон животот или нешто кое навистина ме одржува во... Ми треба по наслов, провокативен наслов за да ја купам книгата. Провокативен... Не мора да биде Ана Каренина, се ентузијазам е многу акотано нешто. Па најпровокативното во мојот живот беше епизодата Сексуална азбука, која водевме на македонска телевизија, па и објавивме на таква книга, азбучник, да речеме, фактички, ја и тоа го велам, никако не може да се наречам писател, па дури ни автор на книга, затоа што тоа беше спонтана една идеја на Леда Стефановска, ад вербум, кој рече, дај тие емисии и тие твои напишани текстови од А до Ш во врска со сексот и сексуалноста, во која што беа гости исклучителни луѓе професионалци, без кои немаше да се осмелам да почнам таков еден проект, го преточивме во книга. Така што тоа ти е провокација, сексуална азбука, нели, за сексот кога ќе почнеме да зборуваме, веднаш мислиме на нешто што е нели забрането или далеку да е непристојно, а всушност е... Особено беше табу тема кога почнуваше таа емисија. А всушност да не бил сексот, немаш јас и ти сега да зборуваме, значи тоа е нешто што на човештвото му дава иднина и живот, во дењето љубов. Тоа е таа убава варијанта, бидејќи кај нас кога ќе се спомене она сексуална и се што е поврзано со сите тие епитети, атрибути, како сакате. Се што е за преставката, да, секс е преставката страшно. И некако делува страшно ово што зборува. Учителка, па гледате, зборува отворено за сексот.
срамота. Тања Алексич, родена во Скопје, Мгм. 6.5.1966, колку далеко звучи, 1966. Тој 3 години Мгм. после Така земјотресот. е. Кога велите чест ми е што сум дел од овој серијал на емисии, затоа што знаете, М. сегаш постои не оправдување, туку има зашто сте во оваа емисија. Прво затоа што едно од ретките на прсти се бројат наставници, професори, вие сте во средното Корчагин, Корчаѓа, така е. кои што успеваат да одолеат на било какви притисоци, особено годиниве наназад, не говорам за сега. И при тоа во едно вакво друштво, општество со тотално изместени, пореметени критериуми, да успеете да создадете млади генерации и да ги извадете на вистинскиот пат. Безопасна сум, да бев Мгм. опасна ќе ме ликвидира. Значи, нема нешто такво да стравам поради мојот отворен јавен говор, кога критикувам, секоја власт ја критикувам, онака, нели? Што е и задача на интелектуалецот, никогаш да не се приближува до власта, затоа што таа е опасна, може да ти изгори. И секогаш е да ја критикуваш, меѓутоа не критизерски, туку онака наменски од својата професија, за да можеш да направиш некој подобар бенефит од тоа што сметаш дека треба да се подобри во образовниот, во воспитно-образовниот систем. И она што е прва асоциација за успех, сметам дека мојот личен најголем успех е што знам да им се радувам на тугите успеси. И исто како и ти во емисија, постојано кога ми доаѓале гости драгоцени, секогаш сум се восхитувала на се она што го правеле тие. Никогаш да не доминираш во емисијата, да го збуниш гостинот или далеку да го навредиш, да го испровоцираш, туку да го излечеш максимумот. Истиот е педагошки аспект го практикувам и во мојата професија. Значи, тоа е една професионална деформација да бидеш педагошки насочен кон луѓето, па дури кога се тие непријателски настроени кон тебе, еве, се повеќе на јавните портали се појавуваат луѓе кои се, еве да се изразам со информатичкиот јазик, хејтерски насочени, па и со нив сум коректна, гледам онака пристап Не мислат од тажни луѓе. Па, веројатно, нешто јас велам, да, веројатно немале да. гушкање кога биле мали или можеби учителките биле кон нив непријателски расположени, па постојано ги критикувале, па и тие имаат желба да критикуваат некого кој ќе сгреши или кој ќе направи нешто Некој го што прави не тоа им за е... пари, некој го прави затоа што само таму ја има, претпоставам, таа сила. И кога ќе направите една споредба како вие растевте и ги гледате пред ваши очи растат. Да. Ништо И то побаво. доаѓаат во прва година, тинеџери со адреналин, па сега средна школа, некои подисплашени, знаете. Многу благородна работа Која е разликата од вашето растање до ова што го гледате сега? По поводот дали е можно ова? Има голема разлика, меѓутоа мора да има, треба да има, затоа што е различно времето, ова е нов милениум и не може да ги споредуваме. Тоа исто како во едно семејство генерацијски, кога ќе почнеме, нели, баба, татко, мајка, деца. Секоја генерација има своји специфики, своји карактерни особини. Меѓутоа е благородна работата затоа што гледаш пред себе деца во кои што вложуваш и потоа им го гледаш успехот понатаму, а успех на секој учител е да го доживее надминувањето. Значи, кога ученикот ќе те надмине во било што, ете, јас сум имала таа среќа преку драмската секција да видам многу наши ученици корчагиновци кои буквално успеале, блескаат, само трепкаат некаде во нивните води, дали во режија, глума, актерство. Само ќе слушнеш за некој дека ете и бил во драмската секција, па не можам да ги препознам. Пулица ќе ме средна професорка, тие веќе се станале момци или девојки големи, момчињата забрадени, па не можам ги препознам, излегле од драмската секција, она секоја сабота дружење со мене, еден аматерски пристап, меѓутоа толку симпатичен и нешто што им останува секогаш во подоцнежните години, токму тие вон училишни активности, проекти кога се пронаоѓале, па дури не знаеле колку се талентирани, кога ќе излечеш од некој дете, кога ќе им ги раскрилиш крилата и кога ќе видиш дека летаат со тие крилја на своите професионални води, па нема ништо поубаво. Значи, ова е професија на која што буквално секој може да ни позавиди токму љубовта која добиваме од нашите ученици. Ете, јас ќе кажам меѓу другото, и што е успех.
да направите во една од најголемите и несилните математички гимназии драмска секција. Да, драмската и пред мене Пазите. постоеше, да не си го земам јас Па добро, лавриките и али секогаш биле синоним за успешни. Корчагин е математика. И Да, сега да. тама вие велите кога ќе ги видам режисери, глумци. Која те бива за едно, те бива за сето. Аха. Се деца ќе биле некои од нив и добри математичари и одлични актери. Значи, меѓутоа повеќето се она што имаме или лева или десна хемисфера ќе превагне. И радост голема е, и генерално зборувам, кога ученикот ќе се пронајде некаде во животот понатаму, затоа што тие 4 студиозни години, значи во Корчагин се студира, се учи сериозно добро. Често пати ќе слушнам и од факултетите други, кога одиме нели на предавање или промоција на нивните катедри, дека и една корчагинска двојка на факултет знае да биде брилјантна десетка, што значи дека учењето е мајчински добро, на што го повторувам како и секоја учителка која повторува постојано, и не треба да бегаме од учењето, да го намалуваме знаењето, да се подпираме на новата компјутерска технологија, на тој информатички систем, на ChatGPT, а да ги прескокнеме ние темелни студиозни учења кои се полека, трпеливо, со многу вложен труд, затоа што ако нешто ти се исплати во животот, тоа е кога своето знаење, кои своите стекнати, развиени вештини и способности ќе ги продадеш на пазарот на трудот или ќе се уначиш. Сонот на секој е да заработува од својата работа која сака да ја работи. Тоа е патот до успехот. Така. И на нас обичните, како мене, затоа што во твојата емисија продефилирана на вистина големи звезди кои се луѓе на вистина го трасирале тој пат до успехот кој е многу темелен, макотрпен и долготраен. Значи можеме да зборуваме за успех после децениски вложен труд во нешто, а за нас обичните успехи, она што велам за себе, да се радуваш на тој успех, да немаш конфликти. Значи, еве, јас за себе можам да кажам дека сум лично човек и како наставник, нели, и како семена жена, не сум конфликтна и никогаш се немам замерано и ми се немам скарано со никого, да речеме, ни со другарките со кои што сме цел живот заедно, ниту со пријатели, ниту со претпоставени, ниту со колеги. И тоа е голема величина во денешно време која е исклучително фрустрирачко и многу е подобно и податливо за кавги. Значи, ние постојано живееме на една избувлива територија за кавги, за конфликт. Идеална да останеш разумен, да знаеш да толерираш, па и кога ќе те навредат, да не возвратиш, затоа што човек не може да го каже она што не е дел од него. Не можеш никош да навредиш на навреда, да вратиш со навреда, која таа навреда не е дел од твојот карактер, не ти е во душата. И тоа е голем успех и јас сметам и дека и децата треба да ги воспитуваме да одбегнуваат конфликти, а не превентивно да удрат по некого или вербално да испровоцираат некако за да стават гард, значи да се заштитат. Сметам дека во последно време, бидејќи прашањето беше некојаш и сега, навистина не е едноставно и не е воопшто лесно во денешно време, во овој демократски систем да воспитуваш дете и таму некаде после 18-20 години да кога ќе се свртиш на нас, за да видиш дека тоа дете се очовечило и навистина станало добар човек, едно примерно суштество, еден добро воспитан граѓанин, затоа што ние сметаме оваа генерација сега од помладиве дека не треба на децата многу да им се стават граници, да им се забранува, треба све либертет да биде. Не е баш така. Темпераментно дете, да, како вели Жак Русо, здраво дете е немирно дете. Меѓутоа има разлика од невоспитаност и воспитаност, значи не може ако нешто се каже дека треба да се испочитува, треба да се испочитува. Ова генерација не трпи авторитети. Не ги препозна авторитетите, малку е своеглава од нас, како што сме биле, ние можеби сме биле попослушни, да речеме. Меѓутоа, мора да се најде нека средина, да не се оди во крајности. Престрого беше во наше време, навистини тоа беше претерано, се плашиме од професорите кои беа понекогаш и авторитативни, која не би ги заменила. Пак да треба да завршам Орце Николов, пак да треба да студирам компаративна, пак истите професори, истите оценки, заслужени, она што го кажам секогаш, сите петки математика, двојка кај Младеновиќ, пак би одела кај тој Младеновиќ. И некако имам баш убава
спомен за нашите Мгм. професори, без оглед што им се плашевме, не им се плашевме да не се лажеме, им се плашевме, имавме страва почит. И ако ги видиш некаде на улица или ако те видат во нека ситуација, јас се криев со мојот сопруг, ние бевме од втора година заедно, меѓутоа никош за рака не сме се држали или нешто, се скришно било за да не те види професор. Значи било во тоа време страшно табу, нели да имаш дечко, девојка во гимназија и да те видат професорите, Да. дека е така. И сменето е, значи сменето е и морало се менува, полека, ама сигурно се менува, нови услови. Меѓутоа, она што ние возрастните и како родители, и како наставници треба да направиме е да се прилагодиме на новото време и се да направиме во име на љубовта кон едни здрави генерации кои ќе научат да сакаат. Затоа што најважното школа е школувано срце. Да ги научиме на децата на емпатија, на здрав разум, на добрина, која е врв на интелигенција. Ние обично ги плашиме, нема да си добар. Ако си добар, ти си будала. Секој ќе те манипулира, ќе те пренесе жеден преку вода. Меѓутоа, добрината во комбинација со интелигенција е најдоброто нешто. Исто како што најстрашното нешто е злото во комбинација со интелигенција. Лошотијата, која некако многу се набуја. Корени српски, дома, воспитувањето, на училиште слушнавме строги наставници, тоа го фативме и ние. Дома како беше воспитувањето? Затоа што вие сте една од славните генерации на таа Југославија, се најубаво што можеше фатевте. Да, имавме таа среќа да си играме по цел ден на улица и го ставиме велосипедот на улица и никој да не го украде до тредента си го земеш. Буквално така пораснавме. Клучот ќе заклучевме, ќе оставивме под чергичето или на прозорец, значи немаше крадење. Мирно беше, многу помирно, меѓутоа неблагодарно е сега да зборам така, затоа што па нека од друг аспект па ми е жал за оваа генерација, затоа што ние возрастните, токму нашата генерација го направи ова што сега се случува, не знаевме како да изменеджираме оваа златна Македонија, затоа што оваа земја со такво природно богатство и со сиот капацитети, со толку големи интелектуалци и толку талентирани луѓе, исклучително талентирани луѓе, ние требаше навистина да бидеме земја која има потенцијали. Требаше да ја извезуваме Македонија, а не да извезуваме мозоци. Туку производите од Македонија требаше да ги извезуваме. Патриархат или матриархат? Дома. Кој беше по строг? Кај мене? Да. Кај моите родители? Да. Значи имав татко кој навистина беше исклучително либерален, немаше некоја така, не памтам дека имало нешто строгост, меѓутоа самиот негов авторитет како човек кој начитан и школуван, кој исклучително ја почитуваше, ја сакаше мајка ми. Тоа велам, мајка ми беше многу сакана, 10 години беа разлика и од мала е со неа, од 18 години чекаше да наполни. Тој беше професор по математика, во Битола служеше војски, се влюби во мајка ми кога низиниот татко, дедо ми, доктор Гичев, нейропсихијатар, беше во Сокобања на работа фактички, професионално како психијатар. Нейропсихијатар и тогаш се запознаи на голема љубов меѓу нив. Често пати велам, јас и брат ми сме навистина деца на љубов. Не строго. Вашиот татко е професор по математика? Беше во првата, потоа заврши рударски факултет, стана рударски инженер и заврши како директор на рудник Соко во Сокобања, како рударски инженер, а во меѓувреме во младост играше фудбал за Алексинас, Сокобања, Озрен Сокобања, така што сестран беше татко ми. И ние се смееме со брат ми, бидејќи децата го наследуваат интелектот од мајката, ние сме на мајка ми интелигентни и симпатични. Не сме на татко ми. А мајка ви што беше по вакација? Значи мајка ми не заврши факултет, туку работеше исто како со татко ми како секретарка во општина Газибаба тука и покрај таков татко едноставно беше ушушкана и разгалена. Значи покрај татко нейропсихијатар и мајка прва школувана бабица во Штип ја има во болницата, ни мајка ми, ни вујко ми не завршија школа. Ете ти момент на разгалување. Значи деца кои имале можност да студираат, ја тоа секој сум го префрлала. Дедо ми можел на Кембридж да ја прати, мајка ми. 1900 валјда, претпоставам така. Па да, тие годините, Тие значи 920. Не завршија ништо, а татко ми во сосема друга средина, многу посиромашно семејство,
Викаше татко ми, баба ти ќе ми даде пари за автобус да идам во Белград да положам испит и да купам лубеница по патот и да вратам кусур. Значи од семејство кај што немало материјални добра, татко ми 2 факултета завршува, игра фудбал, чичко ми во Врховен суд работеше, а Во мајка Србија? ми во Србија, во Белград. Во Белград? Да, сега е по пензија одамна. А кај мајка ми услови финансиски, ама заспани. Ете, тоа е оно што сакам да го кажам, дека никогаш условите ги заспиваат децата. Кога не им обезбедуваме услови, нема да ги ушушкаме нашите деца, не сме толку презаштитнички кон нив настроени, тие ќе се изборат. Значи, треба да се остават децата да се борат, затоа што и во сиромаштијата се раѓа потреба за работа, за учење, за креативност. Некој ќе му дозволиш на детето оптимални услови, пуште после фаќаш врски нешто да заврши, а направи ништо не, приш само една лоша услуга на децата и на оно што сме сведоци. Децата треба да се мачат, учењето е тешко и треба да е макотрпно. Значи не е лесно и не треба да е лесно. И треба го свата тоа, нека се мачи, нека падне и нека полага по 100 пати, ама мора на крајот да го заврши тоа што му е навистина битно, не само за работа, туку и за една морална сатисфакција. Така што ете, тоа е приказната, инаку многу љубов од моите родители, кога си дете чувано со љубов, не можеш ништо друго да дадеш освен љубов кон своите деца, па и јас моите деца никош строго не сум ги воспитувала. Од каде љубовта кон книгите, кон читањето? Да вака ли се дефиниравте? Знаете, има период кога сите некаде, особено средна школа, веќе горе-доле си ги цртаме контурите кој што сака да биде она по занимање. Многу се читаше двете фамилии, од ке татко ми, од ке мајка ми, куки полни со книги. Значи, ја од дедо ми сексуалниот лексикон го земав како основа за емисијата Сексуална азбука, ако нема психијатар. Сакав психологија, психијатрија, меѓутоа сум мисля, че нека сум премотивна за да ги издржам тие моменти на една навистина специфична професија и тогаш решив да бидам учителка и навистина сакав да бидам учителка, но во средина кај што многу се чита. Не може да не читаш. Значи, кај нас се читало така, над казните секојаш имало по 5-6 книги се читало спорадично, бабите читале, дедовците, дедо ми рецитираше напамет. Тој ме научи првата песна од Алекса Шантич на српски да ја декламирам, декламација, нели така се викаш, ајде сега да декламуемо. И не можеш да не читаш, нели, нешто те тера и навистина сакав литературата и уживав читањето и пишувањето. Српскиот со македонскиот? Ми се меши тоа, како ми се меши, ме критикува, затоа имаат право. Значи, така знае да ми излета некој србизам, особено кога нешто сум брзоплета, јас сум брзоплета по темперамент. Мајка ми секогаш говорите литературно. Се трудам да се концентрирам, но знае да излета некој србизам од мене. Добро, се вика ми не знае некој штипски да излезе дијалект. Иначе Штип бил расадник за доктори. Там е жицата нели од Гичеви, па и од Димчеви, Павле Димчев во Сестина. Штип е расадник на се, на политичари на. Бога ми да. И знам нели да ми изгледа затоа што повеќето книги сум ги читала на српско-хрватски јазик во тоа време. Активно зборам српски, колку и македонски. Чичко ми е, стрина ми се уште живи. Ете, тој Чичко сега на 94 години, значи има 2000 книги во библиотеката, преку 2000 книги, само ги препрочитува. Ги раскажува, рецитира. И сега во таква средина кога живееш, исто и музика се слушало многу. Брат ми купуваше плочи, лонплей, сингл, Тоска 10-20 на времето. Значи сме растеле со култура за читање книги, одење во кино, задолжително, фест, која било по 20, театарски представи, така, излегуваме во театар, во драмски театар, опера, се. И сега ти кога си таков имаш основа, не можеш поинаков да се развиеш. Читаат ли младите денес? Не можам да кажам дека во Корчагин е тотална апатија или незаинтересираност. Ние говориме сега, ја сакам не да генерализирам, сега тоа генерално. Знаете како, системот ги турка во нечитање. Значи, системот ги турка да барат информација. Информација никако не е знаење. Се никако на брзина да се стигне, да се постигне се. Немаат трпение, имаат постојано некои активности во училишни, одат постојано по некои или курсеви, или теретани дури. Ние нели на улица развивавме мускули, се качувавме на дрво, трезавме теписи. Исто развива, они одат по делодови места и или во ред. Или на култни, или не има некоја така со вишок адреналин, па кршат детски игралишта. Да, и тоа имавме еден период. Значи, за жал, агресивноста се повеќе се агресија. Оно што го зборуваме ние и во наше време имало врсни
врсничко насилство, меѓутоа не во таква мерка. И кога некој на улица ќе те натепа или ќе ти се развика, ти одиш дома во комфорната зона. Сега одат дома, отварат компјутер, лаптоп, телефон и повторно навредување, повторно еден атак врз нивната личност која е многу чувствителна во Испуштена е во спитната компонента или? Испуштена е темпот, ова кој Како што го доаѓаат ке вас живееме. во средно училиште? Размазани, разлигавени, Не, интересно сите е што скрос одлични? па сите се скрос Сите скрос одлични, има одлични, се оваа така? година Корчагин постигна комплетно број на 263 запишани и сите се скроз одлични. Сите скрос И одлични. онака баш Сите со сите петки. Сите за Браво, петки. Сега брата. првата селекција, првото тромесечие ќе се видат кои петки се петки, кои се нели со ургенција, затоа што веднаш ете кога ќе им дадеме прв есеј, веднаш ќе препознаеш дека не знае добра композиција на есеј, значи да не помислат колешките од основа да ги критикувам никогаш. Секогаш ги ставам на говориме тоа. педестал. Не се криви ниту тие. И така е. Истите тие протести ќе бидат и во сме им средно. благодарни што ни праќаат и алтан деца и се, затоа што истото ние го случува, меѓутоа во основно е најтешко, таму се најголемите врски. Затоа што мора да имат сите петки да се запишат во гимназија. Потоа ние петки После вие мора да ставате петки за да се запишат на и се факултет. додека и системот мора сите петки ова ќе направи. И сите учествуваме, значи сите, јас сум нели секогаш велам па јас сум таа дел од тој систем затоа што јас ќе попуштам, јас ќе ставам оценка, а не да за успех или нешто, и тоа е еден круг од кој што не можеш да излезеш никако, се додека оценките се додека таа уписна политика, оценките да се релевантни за уписот. Треба да се запишат каде мисла дека треба да се запишат, па потоа само селекција. Значи, Си лечат? средните стручни школи, занетите треба навистина да има во нив се повеќе. Тие дуални образованија се многу битни. Јадрото на секој општество се занечиите. Да. Кажи ако смееш. Ако не смееш, молчи. Тишината е најгласна. Дали е смелост да поставиш ступидно прашање, а да очекуваш мудар одговор? Може би е помудро да поставиш суптилно прашање, а одговорот да кажува повеќе од кажаното. Кажи ако смееш со Кили Гордана Покришта.